Јавна понуда од Груевски до Заев откажи се од платформата ВМРО ДПМН ќе ти ја поддржи владата. Ако толку по секоја цена сака Заев да биде премиер, нека не удира по државните и националните интереси, дециден е првиот човек на ВМРО ДПМН. Нека ја спроведува програмата од изборите без редефинирањето. Нека удри по мене, само нека ја остави државата, истакна Груевски во интервју за Сител. Ако се откаже од спроведувањето на таа агенда, ВМРО ДПМН со 51 пратеник и неговите плюс 49, 100 пратеника, ќе му даде подршка да биде малцинска влада во период во кој што ќе се договориме. И ќе му даде подршка за сите закони што сака да ги спроведе, освен оние што се за редефинирање на државата. Груевски вели дека доброволно ќе прифати да биде уапсен ако му е тоа желба на Заев, само да не се урнисува државата. И ако му е голема желба да не малтретира, да не апси и така натаму, јас се пријавувам за прв. Доброволно ќе се пријавам. Нека ме уапси, нека ме носи во затвор, нека ме малтретира колку сака. И пак ВМРО ДПМН ќе го поддржува во парламентот. Ќе му ги гласа законите. Нормално не оние за кои што зборувам. Само да не удира по темелите на државата. Нека удри по мене. Нека остави Македонија. Центрите на моќ играат клучна улога во кризата во Македонија, тврди Груевски. Според него основната причина за целата операција за рушење на власта на ВМРО ДПМН и носење на Заев е слабење на државата со цел промена на името и идентитетот на македонците, процес кој истакнува дека може да донесе и до губење на државата. Двојазичноста е секундарната цел, па ќе започнат подготовки за кантонизација како следна цел. Чекор по чекор, убеден е првиот човек на ВМРО ДПМН. Кога државата е нападната, само народот може да ја одбрани. Не можат само политичарите, особено кога еден дел од нив се борат за заштита, а друг дел се на спротивната страна, смета Груевски. Оној кој што го предвидел се тоа, сценаристот на целата операција, неговата проценка е дека дел од политичката елита има мотивираност и спремност за одбрана при ваков напад, но дека мнозинството од народот нема мотивираност и дека не е подготвено и дека нема да се спротивстави на оваа операција. Тоа народот може да го докаже на дело и да покаже поинакво однесување и да покаже дека има и капацитет, и волја, и моќ да ја брани својата држава. Во меѓувреме пратеникот од ВМРО ДПМН Илија Димовски му се обрати на еврокомесарот Јоханес Хан. Го прашува ако дадовте поддршка за 67 пратеници за редефинирање на државата, како ќе се изјасните сега за влада поддржана од 100 пратеници, но без мандат за пропаст на земјата. Ако еднаш го прекршивте ветувањето дека нема да се мешате, повелете и втор пат одговорете, пишува Димовски на Фејсбук.